Протерани сме биле со граѓанската војна во Грција на 8 март 1948 година. Уште пред половина век пољаците знаеле дека во Егејскиот дел живеат македонци. Во Државниот архив во Варшава над 3000 деца кои грците ги протерале за време на граѓанската војна биле заведени како македончиња. Овој човек е еден од нив. Ние се чувствуваме таму како македонци и го задржавме нашето име, нашето презиме, се декларираме како такви цело време. Што не било нели во другите земји, во Унгарија и Романија. И сите презимиња биле преведени на македонски. Грчките презимиња не ги поседувале. Ги имале македонските презимиња, учеле на македонски јазик и се декларирале уште тога дека се македонци. Нашите родители Грчката комунистичка партија ги признаваше како македонци, но тоа беше дел од грчката стратегија со цел да се борат на нивна страна, раскажува Конзурев. Тој идентитет се докаже и го призна комунистичката партија на Грција и по тоа мото ги воведе македонците да одат во војна и да се борат за нивни интереси. Меѓутоа денес тоа грчката комунистичка партија не го признава, го негира и вели дека не постои македонец, дека тоа и со името наше денешно го споруваат. Во зборникот Македонските бегалци во Полска, Петре Наковски успеа да ги собере сите документи кои се уште еден силен доказ за постоењето на македонското малцинство во Грција. Наковски е еден од протераните егејци, кој по долго време повторно се вратил во Полска, но како прв македонски амбасадор.